Во наредните 10 минути разговараме со новиот лидер на Средношколскиот сојуз на Република Северна Македонија, Лука Павичевиќ. Добро утро и добре дојде во утрински брифинг. Добро утро, ви благодарам за поканата. Лука е избран за нов лидер на Сојузот на средношколци на 13-тото генерално собрание од основањето на Средношколскиот сојуз. И помеѓу првите работи кои што треба да ги направи новиот состав на Средношколскиот сојуз, Лука бидејќи 10 јуни формално стануваш председател, односно лидер на Средношколскиот сојуз. Денеска треба да имате некакво примопредавање со Бленди Ходај, кој што во јавноста се стекна со, ајде нема да речем доста популарност, меѓутоа го имаше многу, беше почитувано неговото мислење или критикувано од друга страна. Да, ние како организација уште тога свативме дека патот кон остварувањето на средношколските права и средношколското учество во формирањето на образовните политики не е толку изводливо преку проекти или преку активности, туку повеќе се фокусира на градење на политики и односно давање предлози, извештаи за некои конкретни проблеми. Точно јас денеска официјално ја преземам функцијата. Одбележуваме и крај на учебната година, втора година помината во пандемија, помината скоро во сите средни училишта со онлайн настава. Во мојата програма јас и мојот тим нудевме 7 предлози, што сакаме да ги спроведеме. Во однос на наставата или? Конкретно се 7 точки, од кои 2 ги издвојуваме како најголем приоритет. Првата од нив, значи првата на списокот што мора да се реши е моделот на настава кој што учениците ќе го следат од септември. Тоа што значи? Ако изминативе година и пол се учеше од дома или некој одеа на училиште, бидејќи најавите од Министерството за образование и наука се дека ако бројките бидат такви какви што се сега или ако дополнително опаѓаат ќе се вратат на физичко присуство учениците. Вие каков модел имате разработен? Добро знаеме дека имаше и слична риторика минатото лето, кога ние бевме единствената младинска организација. Исто така единствената организација заедно со УНИЦЕФ кој имаа ставови дека треба да се воведе комбинираната настава, додека другите дискутираа дали да биде целосно со физичко присуство или да биде целосно како што беше всушност сега на далечина за средните училишта. Меѓутоа нашиот став, како и тогаш, така и сега, е да се воведе комбинирана настава како најдобро решение од два аспекти. Првиот аспект е нормално физичкото здравје на учениците и справување со пандемијата, додека вториот аспект што мора да го земеме предвид е квалитетот на наставата, социјализацијата и менталното здравје. Комбинираната настава овозможува двата аспекта да бидат испочитувани. Чисто еве и од властите имавме риторика минатиот период дали ќе дозволат бројките, меѓутоа мора овој период од 3 месеца да го искористиме максимално, некако лани да почнуваме од 1 октомври бидејќи властите не беа спремни, туку мора да се искористи овој период за да се постават јасни протоколи со индикатори. Ако бројката е од 0 до 50 случаи на ден во тој град, како ќе се следи наставата, ако е поголема од тоа, ако е помало од тоа, мора да има јасно дефиниран протокол, рамка што училиштата ќе може да си ја следат. Во поглед на организирањето на Сојузот на средношколци, да почнеме хронолошки, бидејќи дел од критиките кога беа во прашање ставови на Средношколскиот сојуз беше како се носат одлуките внатре. Од она што можев да го забележам во твојата програма е воведување на внатре школска демократија или средношколско организирање. Што значи тоа средношколско организирање и следствено на тоа како се носат одлуките, нели? Да, како што рековте и вие хронолошки, мора да погледнеме работава историски. Тоа значи дека не е Лука Павичевиќ единствениот кој што ќе одлучува за ставовите кои што Средношколскиот сојуз треба да ги има пододредени прашања. Не, тоа секако е така. Ние с нашите ставови ги донесуваме како организација заедно, било тоа на извршен одбор ако станува збор за некоја помала одлука, било тоа генерално собрание ако станува за поголема одлука, но како организација Сојузот е единственото национално представничко тело на средношколците во земјава. Еве чисто историски гледано имавме еден период кога не функционираа средношколските сојузи, па се јави средношколскиот пленум како
да кажам, неформално здружување на средношколците, кој имаше нели една цел, ја оствари таа цел и престана да постои, па до 2017 не постоеше никакво средношколско тело, во 2017 се основа Сојузот на средношколци, сегашната организација, до еве веќе работиме 4 години, 2021 и што е многу битно, од 1991 до 2021 македонското законодавство не ги има вклучено средношколските организации во неговата регулатива. Например, еве пред некое време со новиот закон за високо образование се основаа факултетските и универзитетските студентски собранија, меѓутоа средношколското организирање не е признаено во регулативата. Втората точка како клучен приоритет е да се озаконат ученичките заедници што постојат на ученичко ниво, да се донесат регионални структури, секако да се формализира веќе и националната структура. Како се организираат учениците во ученички заедници? Прашувам бидејќи во деновите кога јас како средношколец посетував настава, ние ретко и да знаевме кој е оној кој што не води всушност на национално ниво или пак да се организираме во заедница која што ќе има своја конкретна цел. Тоа генерално се правело герилски, се правело со одреден собири и барања кои што јавно биле презентирани. Не сме имале или пак не сме знаеле кој е нашиот адвокат кој што ќе излезе и ќе зборува во име на целата една средношколска заедница. Од тој аспект на медиумска покриеност и дали средношколците знаат кој е нивното представничко тело и кој ги представува, мислам дека таа ситуација значително се подобри. Надмината, да. Да, а во тоа медиумите имаат голема улога и помагаат навистина во тоа. За организациите на училишно ниво конкретно морам да кажам дека ситуацијата не е стандардизирана, туку имаме големи разлики од училиште на училиште, токму бидејќи законот не предвидува дека мораат да формираат ученички заедници училиштата, секој училиште се формира врз основа на своја волја, па имаме проблем со демократијата во тие ученички заедници, имаме проблем со легитимноста исто така, па затоа Сојузот не функционира толку на училишно ниво, колку што нашата, да кажеме, најмала клетка е градот. Како поефикасен начин на организирање, град, регион, држава. Лука Павичевиќ, нов лидер на Сојузот на средношколци, во поглед на политизацијата во средношколството, бидејќи таму некаде се вадат никулците на оние подмладоци во политичките партии. Сметаш дека е доста политизирана, дека доста се политизирани средношколците или? Мора да разграничиме една работа. Политизирани во смисла на политички партии. Јасно е тоа секако, туку мора да разграничиме помеѓу политички подмладок и меѓу национално представничко тело на средношколците. Секој средношколец, веројатно кој ќе напълни 18 години, има право во основа на неговата идеологија да се сврзува во политички подмладоци. Меѓутоа, националното представничко тело на средношколците ги представува интересите на сите средношколци. И тие што се во политички подмладоци, и тие што не се во политички подмладоци. И затоа националното представничко тело, Сојузот на средношколци, мора да биде партиски независен и не смее да биде исполитизиран. Затоа ние имаме и статутарни механизми, например, член на политички подмладок не може да биде истовремено и член и функционер на Сојузот. Со тоа ја чуваме неутралноста на организацијата во ова прашање, бидејќи навистина средношколците како млада популација што се уште го нема правото на глас, немаат потреба да бидат испартизирани и исполитизирани, туку едноставно мора да биде прикажан автентичниот глас на средношколците. И мислам дека јавноста тоа го знае. Многу е јасно кога некои фантом организации прејудицираат и кажуваат дека ги представуваат средношколците, многу јасно и многу се провидни таквите обиди и намери, а исто така многу е очигледно кога некој став е автентичен и кога доаѓа директно од средношколците. Во јавноста да, меѓутоа кога младите средношколци ќе седнат во тие партиски клупи, кога ќе ги слушаат локалните политичари пред се, знаат и да фатат една друга страна, страна која што неприродно ја држат во однос не на политичка страна лево или десно, туку страна која што наместо да ги ориентира кон наука, ги ориентира кон политизираност.
Лука, во поглед на запознавање на средношколците со факултетските програми, има ли тука Сојузот на средношколци некаква агенда, некаков проект кој што, бидејќи, ајде да речеме дека во главниот град и останатите градови каде што Штип, Битола, Прилеп, каде што се многу попознати факултетите, во останатите градови нема доволно запознаеност на средношколците со оно што значи факултетски програми. Јас знам дека сега ти доаѓаш од втора година, ако не се лажам, меѓутоа во поглед на тоа, веројатно ќе ви биде потребно искуство од претходните средношколци и дали имате некоја таква агенда која што заедно со факултетите можеби да ги представите можностите кои што младите утре ги имаат? Би рекол дека на сите ни е јасна таа дискрепанца меѓу Скопје и другите градови широм државата. И токму затоа Сојузот и функционира на национално ниво, работиме во скоро сите градови во Македонија. И секако секој глас е еднаков, еден човек, еден глас. Меѓутоа, конкретно за кариерните советувања, тоа е навистина добра идеја, присутна во високо развиените образовни системи ширум светот, односно да има лице во училиштата кој што ќе дава кариерни советувања на учениците, било тоа факултет, било тоа нели директен пласман на пазарот на труд. Со тоа што морам да кажам дека таа идеја е тешко изводлива од нашата позиција, ние можеме само да се залагаме за нејзиното воведување, а секако тоа ќе одземе повеќе време, бидејќи треба да биде добро обмислена и треба да бидеме внимателно со тоа. Меѓутоа, знам дека сегашниот закон предвидува да има некој вид на кариерно советување, но тоа се сведува на делење брошури или држање на некаква презентација од страна на училишниот психолог, што искрено морам да кажам дека тоа не е работа на психологот. Психологот не треба да се фокусира на административни работи, на кариерно советување, туку па особено сега после пандемијата многу ќе биде важно и менталното здравје, па сметаме дека психолозите треба и на тоа да се насочат. И при крај на разговорот, некаде да те прашам во однос на, бидејќи сега се актуелни реформите во Министерството за образование, па имаме формални и неформални групи кои што протестираат, кои што бойкотираат, веројатно во наредните 2-3 месеци ќе имаат и шанса да одморат малку во однос на нивната застапеност во јавната дебата, меѓутоа Средношколскиот сојуз, кон кој правец ќе се движи кога се реформите во прашање и особено таа фамозна дигитализација на учебници? Па, првен би поставил едно реторско прашање. Дали има некаква реформа во средното образование за да треба директно да се вклучиме? Имаше нова концепција за основно образование, имаше и дигитализација. Од МОН велат дека дигитализацијата ќе почне во 4-то одделение и постепено ќе се шири до 9-то, па дури отпосле веќе за неколку години ќе почне да функционира и во средното образование. Затоа лично и на мене, но и како на организација, многу симптоматски не дојде да појавите на средношколски бойкот за нешто што се случува во 4-то одделение, бидејќи како прашање тоа директно не ги тангира учениците од средното образование и затоа не сметаме дека сега треба да има бойкот. Да се разбереме, дигитализацијата е добра работа, мора да држиме чекор со времето и мора континуирано да го напредуваме нашиот образовен систем. Меѓутоа, секоја реформа треба да биде промислена, треба да биде внимателна и треба да биде постепена. Имаме некои резерви, да кажеме, квалитетот на уредите, социјалната нееднаквост, што со тие ученици што немаат средства да се ги дозволат, и тие резерви редовно ги искажуваме до МОН преку препораки, упатувања, искажување револт. Конкретно за референдумот за дигитализација, би сакал само да повторам еден мој став, тоа е доста интересна работа, бидејќи секако органите имаат право на облици на директна демократија и да се го кажат својот став јавно преку референдум. Меѓутоа, мнозинството од тие што се засегнати од образовните реформи нема да го имаат правото на глас. Сите основци немаат право на глас на тој референдум. Мнозинството од средношколците, тие што немаат 18 или 19 години, исто не би имале право да гласаат на таков референдум. Па затоа, колку дигитализацијата на учебниците е прашање што ги засега сите на национално ниво, е доведена во прашање од наша страна. Колку години е мандатот или во време трајање, колку е мандатот на лидерот на Сојузот на средношколци?
обично, ако ја гледам историската пракса, тоа трае 1 година. Меѓутоа, лесно е тоа воочливо, се создаваат проблеми за организацијата, бидејќи организацијата на некој начин е во вечна транзиција. Кога некој ќе го приме мандатот, веќе времето му поминало и треба да го предаде на некој друг, по има организирање на избори. Затоа го избегнавме ова горливо прашање со тоа што мандатот на Сојузот на председателот на Сојузот на средношколци од 2017 па до сега трае 2 години, за да има подолго време каде што една личност ќе може да се фокусира заедно со тимот на прашањата што ќе се сегаат средношколците. Ти посакувам 2 години во ангажман, во решавање на проблеми, не во секако не во наметнување проблеми и кога ќе имаме прилика да разговараме повторно во утрински брифинг. Да, ви благодарам и вам. Еве, јас се реков дека можеби комбинираната настава е најголем проблем што сакаме да го решиме, меѓутоа само денеска искрсна и нов проблем. Стариот тој проблем, училиштата бараат пари од средношколците за да ги издаваат свидетелствата, па Сојузот ќе излезе со едно соопштение и по тоа прашање денеска. Ке го јавноста ќе има прилика да го види соопштението, родителите да реагираат по тоа прашање,